Да, подготвени сме веќе, ние тука и првата гостинка со која што ја отвараме и првата тема овде во студиото 3 на македонската телевизија. Имено Фондацијата Чекор по Чекор веќе 30 години преку различни проекти работат на унапредувањето на образованието и културата како клучен фактор за општествен развој. Тоа значи и бројни соработки со образовни и културни институции од земјава и странство, преку кои се стремат кон внесување на иновативен пристап, кој пак ќе резултира со квалитетно образование за нашите деца. Токму на оваа тема разговараме со Сузана Киранџиска, директор на Фондацијата Чекор по Чекор. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Честитки, 30 години не е воопшто мала бројка, но за оние малку гледачи кои што не слушнале за програмата, ајде да објасниме како прво сите 30 години функционирате. Како е организиран концептот, која е методологијата на Чекор по Чекор, какви се проекти се реализира изминативе 30 години, ако можеме некако во 2 минути да го стокмиме целиот овој одговор. Па впрочем, оваа иницијатива беше од Институтот Отворено општество Њу Јорк и Џорџтаун Универзитетот од Вашингтон, за да се воведат методи за работа со децата кои што ќе одговараат на денешново време. Инаку методологијата е всушност составена од најдобрите искуства од психолозите и педагозите, Пиаже, Виготски, Реџио Емилија, така што сето она кое што се сметаше дека е најдобро во областа на педагогијата и психологијата и раниот развој на децата всушност е ставено во методологијата Чекор по Чекор. Ние почнавме 94-та година, најпрвин со наша студиска посета во Америка, а потоа правевме обука и за кадарот овде и беа селектирани 10 предучилишни установи каде што почна методологијата Чекор по Чекор и тогаш имавме обука, како што кажав, за кадарот, меѓутоа и направивме селекција за децата од предучилишна возраст. Сето тоа беше направено во текот на летните месеци и во септември, на 5 септември, всушност беа отворени сите овие први занимални, каде што влегоа околу 450 деца од социјално загрозени семејства кои инаку немаше да можат да посетуваат градинка. И за сите овие деца во тоа време беа обезбедени средства за 2 години да посетуваат предучилишно воспитание. За голем број од проектите сме зборувале во утринската, па следствено на тоа да прашаме колку истите беа успешно спроведени во Македонија и што ни е неопходно во моментов да го подобриме квалитетот на образованието, бидејќи тоа е една од темите за кои многу често и гласно се говори. Па да, во текот на овие години ние работевме повеќе проекти кои што донесоа некакви промени, најпрви во законските регулативи, значи сето она што ние сметавме дека е битно, да имаме методи кои што се насочени кон децата, да има соработка со семејството, да се внимава на професионалниот развој на кадарот, сето тоа на некој начин беше внесено низ законските регулативи во текот на сите овие години во нашава земја. Меѓутоа потребно е да се вложуваат многу повеќе средства во образованието. Бидејќи, ако сите велиме дека образованието е клучно за развојот на една земја, а воопшто не се внесува, односно се внесуваат пари кои што главно одат на платите на вработените, тогаш навистина нема многу да постигнеме. За да се направи голем развој во образованието, навистина се потребни многу големи вложувања. Ние преку нашите проекти кои што биле финансирани од Институтот Отворено општество Македонија, од УСАИД, од Европската унија, имаме направено некакви промени во областа на вклученоста на децата со попреченост, во подобрување на читањето и разбирањето, читање со разбирање кај децата. Меѓутоа, сето тоа е многу малку во споредба со тоа што се треба да се направи. Токму тоа сакав да прашам, каков е вашиот став во однос на квалитетот на образованието во моментов? За се што се работи во животот потребни се постојани вложувања. Потребно е постојано вложување во професионалниот развој на кадарот, во личниот развој на секој од нас кој што работи во образованието. Така што сметаме дека треба уште многу да се работи. Меѓутоа, направени се промени. Она што е битно е тие промени, она што е квалитетно да може да се одржи. Бидејќи скоро, кога разговаравме околу оваа тема, некој од советниците од бирото рекоа, ако ние се додржевме до она што беше воведено од Чекор по Чекор од 1994 година па до 2001 година, ние можеби сега ќе бевме и Финска. Кога зборуваме за одржливоста и поврзаноста на овие проекти кои што се спроведуваат и се поддршка во целиот овој
образовен систем. Дали, доколку сме пропуштили еден таков период од 1994 до 2001 година, дали сега во овие години кои што ги оставаме зад нас, можеме да кажеме дека малку ги менуваме нештата и размислуваме малку подолгорочно гледајќи ја големата слика? Или се уште за жал на проектите се гледа само како проекти, кои што имаат почеток и крај? Па јас кажав, проектите всушност се некакви иницијативи на радиодонатори. Кои што треба да бидат одржливи. Да. И понатаму би требало тие да бидат превземени, се разбира доколку се покажале како успешни. Оние промени кои што се направени се добри, меѓутоа прашањето е колку тие се имплементираат. Она што ни е битно е да имаме ние во самите училишта да постои една култура на учење, една култура на подршка, за да можат самите наставници во училиштето и кога нема проекти, кога нема донатори од страна, да можат постојано да работат на своето усовршување и на подобрување на воспитно-образовниот процес во нивните училишта. Еден од проектите кои што го реализиравте, а јас лично го сакав многу, беше биди инклузивен, биди инклудиран. Да. За инклузијата зборуваме многу често и многу гласно, сакаме промени, меѓутоа реално во пракса можеби не ги забележуваме толку колку што треба. Еве, како ќе го искоментирате моментов што голем дел од дечињата со посебни образовни потреби започнаа без образовни асистенти? Повторно зборуваме нели за краткорочност и долгорочноста, кога станува збор за биди инклузивен, биди инклудиран, тоа е концепт кој што апсолутно е одржлив на долг рок. И треба да се работи. Апсолутно е одржлив и не само е одржлив, туку тоа е она што е детско право. Значи, човечко право е да сите да имаме право на образование. Со тоа што еве децата немаат образовни асистенти, ние на некој начин им го отежнуваме процесот на образование. Ние би требало да направиме се на тие децата со попреченост, децата од ранливите групи, значи од социјално загрозени семејства, децата од ромската заедница, кои што многу често и не одат во училиште, иако се запишани, треба да направиме се за да им обезбедиме подобри услови за нивен развој. Повторно ќе го ставиме во фокус наставниот кадар, бидејќи навистина во целата оваа алка е доста важен, тоа го покажувате и преку проектите кои што ги спроведувате години на нас, бидејќи многу внимание посветувате на професионалниот развој на наставниците. Какви се обуки имате спроведено како фондација досега и каков е интересот на професорите за инвестиција во знаење? Имаме сигурно спроведено повеќе од 30 на теми кои што ги работиме со кадарот од предучилишните, меѓутоа и од основните училишта, кои што главно би можеле да ги фокусираме во неколку теми, например теми кои што се однесуваат на воспитно-образовна методологија која што е насочена кон детето. И тука имаме од интеракција до позитивно однесување со децата, со соработка со семејството. Друга тема која што е вака поголема би рекла дека е образованието за социјална правда, каде што всушност допираме овие теми кои што се однесуваат на децата со попреченост, на ранливите групи, на надминување на предрасуди, така што тие теми се оние кои што се битни. Исто така имаме во поново време работевме теми за социоемоционална интелигенција, бидејќи сметаме дека во училиштата не е доволно само на децата да им сервираме знаења, напротив треба да им обезбедиме една средина во која што тие ќе се чувствуваат безбедни, сигурни, во која што ќе покажуваат емпатичност кон другите, бидејќи тоа се исто така особени кои што мораме да ги учиме кај децата и да ги негуваме уште од најмала возраст. 30 заокруживме. Кои се плановите? Еве ќе почнеме краткорочно за следните 10 и каков од друга страна би сакале да го видите образовниот систем за следниве 10 години, благодарение на сите проекти кои што ќе се реализираат, а секогаш се во соработка со би сакале да имаме училишта во кои што децата ќе сакаат со радост да одат. Јас се сеќавам на времето кога ги поотворивме за училниците чекор по чекор, дека децата не одеа ни на одмор. Толку им беше убаво во нивните училници што тие навистина ја чувствуваа како своја, бидејќи баравме и од нив мислење да кажат како би сакале да ја уредиме. Нашите планови за сега се однесуваат на подобрување на условите на децата, за запознавање со нивните детски права, меѓутоа и со надминување на насилството кое што за жал се почесто го имаме во училиштата. Исто така работиме проекти кои што се однесуваат на децата со попреченост, односно на младиците со попреченост, така што некако се фокусираме на тоа да им помогнеме на оние деца што се од ранливи групи, на децата и на младите се разбира.
Исто така би сакале многу да работиме и на креативноста кај децата, да отвараме детски креативни центри и понатаму, и тоа таму каде што тоа го нема. Значи каде што децата имаат многу помалце можности да се изразуваат креативно, така што се надеваме дека ова ќе можеме да го оствариме. Имате полни раце работата. Да. Свесни сте за предизвикот. Кога го споминавте насилството, изминативе денови, не знам дали забележавте, на социјалните мрежи стана вирална една објава во која што родителите меѓу себе повикуваат на што да посветиме внимание на своите деца на стартот на учебната година. Досега некако ние медиумите па институциите говореа гласно за булингот, не се огласуваат толку често или толку гласно сите родители, но ова е прв пат како забележуваме сите за еден на стартот на учебната година да пратиме една силна порака. Тоа значи дека правиме промени, изборуваме гласно, а тие говорење гласно прават промени, што е добро. Мораме сите да делуваме. И она што е многу битно, треба да знаеме сите дека ние сме модел за децата. Ако ние се однесуваме со подценување кон некој друг, мислам, тоа е веројатно некој однесување кој што и децата ќе го прифатат. Затоа сите заедно, како што рековте, мораме да направиме промени на подобро и да бидеме добар модел за децата. Бидете истрајни, бидејќи добар и вашиот модел. Благодарам за гостување. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро. 7 часот и 55 минути. Во 8 часот ги имаме и првите утрински вести. Секако по 8 часот продолжуваме со уште нови теми во нашата утринска програма, но пред вестите во 8 часот, додека го пиеме утринското кафе, може музика. Може музика, да, само ќе најавиме дека по 8 часот остануваме на тема образование, ќе зборуваме за дуелното образование како добар модел како учениците може да стекнат практично знаење, кое што подоцна ќе им улесни при пронаоѓањето работа и пласманот на пазарот на трудот. Ќе видиме како тоа во пракса се прави во угостителското училиште, но ги имаме и студентите од ветеринарниот факултет кои што имаат одлични искуства практични и веднаш по завршувањето на факултетот велат можат лесно да најдат работа. Сите овие приказни по 8 часот во продолжение музика.